Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска директорот на Македонско-руската стопанска комора Дејан Бешлиев. Добар ден, господине Бешлиев, ви благодарам што прифативте поканата за гостување во Радио Слободна Македонија. Добар ден, благодарам на поканата и најнапред дозволете да ги честитам новогодишните и престојните божични празници на вашите слушатели. Ви благодарам. Неодамна се вративте од Русија. Зошто бевте таму? Да, во текот на изминатата 2015 година неколку пати ја посетувавме Русија. Последната посета беше во рамки на меѓународниот форум Санкт Петербург и Славјанскиот свет, кој што се одржува 3 години со ред, а каде за прв пат оваа година тој форум беше поделен на културен и економски дел, во кој што учествуваа сите стопански комори од славјанските земји, со цел нивно запознавање меѓусебно и евентуално можност за отварање на бизнес релации, како меѓусебни, така и со Руската Федерација. Веќе 4 македонски млекарници добија дозвола да извезуваат македонски кашкава или сирење на рускиот пазар. Имате ли информација дали започнаа со извозот? Да, 4 компании кои ги добија потребните препораки за извоз во Руската Федерација, во меѓувреме ги вршат своите последни подготовки, но бидејќи Агенцијата за храна и ветеринарство се обидува заедно со компаниите да сето тоа го подигне, односно да има поголем број на такви компании кои што ќе можат да извезуваат во Руската Федерација. Финалниот извештај за тоа ќе биде издаден на 20 јануари и Македонско-руската стопанска комора активно учествува во овозможување на подобрување на условите со запознавањето на законските правила и прописи во однос на извозот и сметаме дека после 20 јануари агенцијата ќе ги издаде потребните сертификати што се однесува за производите од Република Македонија и ќе се случи првиот извоз кон крајот на јануари или почетокот на февруари. Неколку млекарници работат на отстранување на недостатоците кои што ги детектира Руската фитосанитарна агенција. Може да ни кажете до каде се со отстранувањето и кои недостатоци имаат? Видете, тоа се недостатоци од претежно техничка природа, кои што беа забележани со извештајот на инспекцијската служба која од Руската Федерација пристигна минатата година, сега веќе минатата година, од 10 до 21 јули. Таа инспекцијска служба заедно со инспекторите од АХВ ги поминаа сите компании, утврдија претежно, велам, технички недостатоци и во меѓувреме компаниите согласно акциониот план имаа задача да ги отстранат истите. Во таа насока дел од компаниите се обрати до нас како Македонско-руска комора, бидејќи ние имаме договор за сертификација, односно исполнување на нормите кои што ги бара Руската Федерација со Россельхознадзор, односно со нивната агенција за сертифицирање АЦЕРТ и дел од нив исто така им помогнавме преку одредени аудити кои што ги организиравме да направат комплетно подобрување на односно исполнување на сите потребни барања од страна на Руската Федерација и сметаме дека многу скоро уште 7 компании покрај овие 4 ќе ги добијат потребните дозволи за извоз во Руската Федерација. И не само од млечната, туку и од месната индустрија. Строги ли се барањата кои што ги бара руската страна? Барањата не на мене да кажам дали се строги, сметам дека секоја една земја си поставува определен стандард. Тоа се воглавном исти, во околу 80% се поклопуваат со барањата кои ги има, например, ISO или HAL системот или BRC системот, меѓутоа сепак имаат своји разлики и ние сме тука за тоа да помогнеме да тоа нашите компании го направат успешно за да немаме потешкоти во извозот, а всушност
определбата на Македонско-руска комора е да секогаш помогне во зголемување нели на извозот од Република Македонија, а ова е навистина убава прилика да го подобриме тој дебаланс кој што го имаме во односите во трговската размена со Руската Федерација. Во време кога се заострени економски односите помеѓу Русија и Турција од една страна, меѓутоа и Русија и Украина од друга страна, може ли сега македонските извозни компании да го препознат потенцијалот за освојување на рускиот пазар? Сметаме дека македонскиот извоз да го препознае својата можност за извоз на рускиот пазар ја гледа многу од поодамна. Може би ова малку ќе биде во некоја рака како катализатор на тие работи, меѓутоа реалноста треба да ја погледнеме навистина добро. Ние со нешто во моментов располагаме како индустрија, како производство, како земја, апсолутно не можеме да гледаме дека ќе ги субституираме извозните капацитети на една Турција или на Украина, меѓутоа апсолутно е точно дека нас ни се јавува определен прозорец за извоз на рускиот пазар, за зголемување на тој наш извоз, и сметам дека треба да го користиме тој момент, бидејќи на крајот на денот сите ние се бориме да успееме повеќе да извеземе. Имаме таква прилика и доколку одговориме на нивните барања со квалитет, со цена, со континуитет, сметам дека ќе биде успешно тоа за нас. Што се извезува најмногу? Во моментов најмногу се извезува од Република Македонија производи од прехранбениот сектор, поточно од земјоделскиот сектор. Различни се податоците за тоа колку е извозот, односно трговската размена. Согласно Заводот за статистика, Државниот завод за статистика на Република Македонија, тој изнесува околу 160 милиони долари заклучно со октомври 2015, од кои 160 милиони долари голем дел е увоз од руската страна. Тоа се 134 милиони долари, а нашиот извоз е околу 25 милиони долари. За разлика од нив, руската пак државна царина, таа вели дека извозот е 117 милиони долари, трговската размена, од кои македонскиот извоз во Русија е 64 милиони долари. При тоа 46 милиони се земјоделски производи. Така да, овие разлики се драстични кога ќе ги погледнете, меѓутоа се должат на методологијата на пресметување кој што двете земји ја користат, и во таа насока некаде во октомври минатата година имаше средба помеѓу двете служби кои што двете земји ги користат за овие статистички податоци, со цел да се доближат, односно да направат едно унифицирано мерење на таа трговска размена за понатаму да не се јавува ваквата разлика. Господине Бешлиев, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки Дејан Бешлиев, директор на Македонско-руската стопанска комора. Господине Бешлиев, Македонско-руската стопанска комора успешно функционира на македонскиот пазар веќе 10 години. Кажете ми што се е постигнато изминативе години? Да, токму така, ние во 2015 година одбележавме 10 години од нашето постоење. Навистина беше задоволство да се направи таа 10 годишнина, бидејќи кога во цел на одбележување на истата издадовме една монографија и издадовме македонско-руски бизнис разговорник во аудио-видео варијанта, значи на CD. И кога ќе ги погледнете материјалите навистина во монографијата, и самите сваќаме дека сме постигнале одредени резултати кои сметаме дека се добра основа за наредните, да кажеме, 10 години за уште поуспешно да работиме. Она што би го издвоил како многу важно е дека пред се етаблиравме пред македонската бизнис заедница како сериозен партнер во однос на можностите и кои што ги даваме и услугите во однос на освојување на рускиот пазар.
Понатаму, нашето членство во меѓувладината комисија, кое што е еден од најважните инструменти во уредувањето на односите помеѓу двете земји. Секако, нашата посветеност на развој на регионалната соработка на македонските компании и регионите во Руската Федерација, нешто што го правевме во изминатите 10 години, но на кој што уште повеќе алудираме да имаме поголем акцент во работењето во наредниот период, во оваа веќе 2016 година. Имаме зацртано неколку такви посети во Руската Федерација и од Невкај и од Руската Федерација во Македонија. Секако би истакнал соработката со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое што ни пружи, кое што доведе поточно до организиран настап на македонските компании на проверливиот руски пазар во преку 2 саема и преку организирање на неколку форуми. Така да во кратки црти 10 годишната работа сметаме дека доволно добро ја презентиравме преку монографијата и сметаме дека уште повеќе ќе имаме можност во наредниот период. Неодамна имаше најави, односно барање од страна на Министерството за финансии дека ќе се намалат царините за одредени земјоделски и прехранбени производи кои што се извезуваат на рускиот пазар. Имате информации до каде е постапката? Да, морам да кажам дека барањето на Република Македонија до Руската Федерација преку Министерството за финансии е континуирано во однос на добивање на дозволата за слободна економија. Меѓутоа, сепак тоа е нешто што го одлучува Руската Федерација. Тоа барање секако посветено во поставено со цел да се зголеми нашиот извоз, односно се намали големиот дефицит кој што го имаме со Руската Федерација, бидејќи како што знаете 90% од увозот се енергенси од Руската Федерација и има одредени поместувања во однос на тоа дека се утврдуваат начини како тоа да се постигне, односно да се добие можеби шанса за добивање на договор за слободна трговија, меѓутоа во овој момент тоа не е се уште случај и се надевам дека на наредната меѓувладина седница која треба се одржи во Република Македонија оваа година ќе добиеме повеќе, да кажам, добри новости и се надеваме искрено дека ќе добиеме конечно таа одлука. На тој начин ќе станеме многу поконкурентни на рускиот пазар. А кога очекувате да се одржи таа меѓународна? Да, мислам дека согласно агендата се одржува во втората половина на годината, значи од месец јуни натаму. Како македонските производи да станат поконкурентни за извоз на рускиот пазар? Видете, ние веќе споменавме во разговорот дека покрај саемскиот настап многу е значајно да се оди на оние двострани средби, значи на билатерални средби на бизнисмените во Руската Федерација да се посетуваат, бидејќи тие се пазарот, кај нив доаѓаат сите, можностите малку се зголемуваат во однос на состојбите кои што таму ги има поради санкциите, значи се отвара еден поголем простор за настап, меѓутоа е потребно да се биде упорен и да се оди на да им се прикаже производот, да им се прикаже нашата можност за производство, бидејќи се уште бизнисмените во Руската Федерација малку знаат за бизнисот, односно можностите кои што ги нуди Република Македонија. Ние сме познати во прехранбениот сектор, меѓутоа можеме да искористиме многу повеќе во туризмот, можеме да искористиме многу повеќе во привлекување на нивни инвеститори, отварање на заеднички компании, така да навистина имаме многу простор за работа и на тој начин и самите продукти ќе станат многу поконкурентни. Споменавте дека веќе има руски компании кои што инвестираат во Македонија. Задоволни ли се тие од бизнис климата кој што ја нуди нашата земја?
Сметам дека се задоволни, барем оние кои што овдека се руски компании веќе присутни. Ако може да, така да кажам, сите успешно работат, сите се тука веќе неколку години, воведоа многу новини, како во ноу-хау, така и во начинот на, да кажеме, на комуникација со вработените. Навистина, како пример ќе го земеме Лукойл, кој може слободно кажеме по неговото доаѓање многу помодерно и поубаво личат сите наши услугите на нашите, да кажам, доставувачи на горива. Како еден пример, чисто дека нивниот влез беше многу значаен и мислам дека руските инвеститори ќе дадат и добра препорака и за своите колеги во Русија да можат да го зголемат нивното присуство во Република Македонија. А имаат ли капацитет македонските компании за да извезуваат, да го освојуваат рускиот пазар? Пошто се работи за милионски пазар, претпоставувам. Така е. Ние сметаме дека имаат и не случајно ги споменав регионите на Руската Федерација. Доколку ја погледнете Русија како една целина, навистина е преголема за многу помоќни и поголеми земји отколку што е тоа Република Македонија. Меѓутоа, регионалното поврзување дава одредена шанса да ние сме присутни на тој пазар. Таму постојат региони кои имаат од 2 до 4 до 5 милиони жители кои апсолутно одговараат на оно што ние можеме да го задоволиме како пазар. Значи, ние како Македонско-руска комора сме направиле една анализа во однос на тоа како треба да настапиме на рускиот пазар и согласно таа анализа сметаме дека е потребно да се определат 2 или 3 региони, не повеќе, каде што би ги насочиле и нашите компании, а и тие своите можности и капацитети за извоз, доколку е тоа прехрана, имаме одбрано 2 северни региони и за останатото, за туризмот, имаме одбрано еден јужен регион. Сметаме дека повеќе од тоа не е потребно, тоа се региони кои отприлика имаат околу сите три заедно околу 10 милиони жители. И тоа е нешто што апсолутно можеме да го покриеме и врз основа на тоа нашите компании да ги градат своите идни бизнис планови. А македонските компании имаат интерес? Се обраќаат за помош во Руската комора, македонско-руската? Да, значи морам да кажам дека интересот е навистина голем. Ние во моментов имаме 203 членови, од кои 130 се активни членови. Значи, компании кои имаат желба за соработка, кои соработуваат, кои имаат желба за соработка, кои што ги интересираат правилата, прописите, начинот на соработка. Показател на тоа се и саемите. Ние досега 60 на компании присуствувале на саемите, бидејќи тоа беше определба со програмата на владата, да што е поголем број на компании излезат и едноставно оценат дали можат или не можат да настапуваат и ако можат како да ги градат своите идни планови. Сметам дека да, интересот е голем и нашето постоење и нашите идни планови се базираат точно на желбите на нашите членови. Го споменавте и туризмот, ако веќе имаат забрана русите да ја посетуваат Турција, како да ги привлечеме сега да ја посетат нашата земја? Да, како да ги привлечеме, нашата главниот недостаток во тие делови се пред се немањето на директните линии. Знаете, тоа е еден проблем кој подолг период е детектиран, меѓутоа се бара решение, меѓутоа едноставно не е најдено решението кое што ќе ги доближи на еден начин, да кажам, двете земји. Инаку, во однос на промоцијата, сметам дека треба да бидеме малку поактивни и поагресивни на сега, барем во овој момент, на врз руските туроператори, бидејќи не само Турција, знаете дека и Црна Гора го има сега тој момент на, да кажам, на бојкот на еден начин од страна на руските туроператори.
и сметам дека ќе имаме можност доколку сме присутни да привлечеме одреден број на туристи. Така, кои се идните планови на Македонско-руската стопанска комора? Па, започнувајќи од 2016 година, спремни сме да понудиме неколку програмски наши, да кажам, решенија за оваа година. Со програмата имаме зацртано, со предлог програмата, нели, која што се усвојува на собрание, имаме зацртано 3 посети на регионите во Руската Федерација, тоа се Калининград, тоа е Санкт Петербург и тоа е Краснодар. Исто така планираме да се направи промоција на нашите можности во Калушката област. Пред бизнисмените од Калушката област не е утврдено дали ќе биде тука или таму. Во однос на присуството, еве најсвеж пример ќе биде показател, тоест учеството на Продекспо 2016, каде десетина македонски компании од винската, но и од млечната индустрија ќе бидат присутни на сајмот, кој што е извонредно посетен, значаен и е голем, да кажам, показател за руските бизнисмени каде можат да набават одредени продукти. Морам да напомнам и тоа дека веќе не препознаваат како национален штанд, веќе ги препознаваат македонските продукти и од година во година тој извоз расте. Македонските вински компании се присутни во одредени региони во Руската Федерација. Ќе се обидеме тоа да го направиме и за компаниите од млечната и месната индустрија. Така да Македонско-руска комора ќе даде се од себе и оваа година да успее да помогне во развојот на овие односи. Колку вино се извезува? Мислам дека виното е најзастапено во извозот покрај земјоделски производи. Да, покрај земјоделските најзастапено е виното. Иако 2015-та се ја одбележа, не би рекол застој, туку пролонгација на одредени нарачки, бидејќи да кажеме падот на рублјата ги услови руските импортери да побараат одложување на нарачката од македонските вински компании, така да не е репер. Во моментов не би можел да кажам точната бројка, но во однос на она што го знам како бројка, значи од моментот на организиран настап, некаде од 2011 година, кога се извезуваат прилика околу 200.000 долари во вкупна вредност вино во шишиња, до 2014 таа бројка дојде до прилика 900.000 долари, значи од прилика 5 пати изголемување, со тоа што во 2015 пак ќе повторам поради падот на рублјата имаше пролонгација на нарачките, но не и откажување, што е вака многу важно за нас. Споменавте ќе ги презентирате потенцијалите за инвестирање пред руските бизнисмени. Што е нешто ги интересира најмногу за да одлучат да инвестираат во Македонија? Видите, заедно со на последното наше гостување во Санкт Петербург, каде беа присутни бизнисмени од оваа област на тој форум Санкт Петербург и Славјанскиот свет, заедно со владиниот представник за руски инвестиции ги презентиравме можностите, односно она што Република Македонија го потенцира како своја предност во привлекувањето на странските инвестиции, значи слободните економски, технолошко-индустријските зони, понатаму даночната политика која што е за странските инвеститори, можностите за извоз во Европската Унија преку вложување во Република Македонија. Има многу точки кои рускиот бизнис ги препознава како интересни и сметам дека многу скоро ќе имаме и поголем број на руски инвеститори преку тоа. Моето последно прашање до вас, господине Бешлиев, е кои се вашите очекувања за оваа 2016 година? Пред се надевам дека ќе се надминат овие моменти на да кажам на
на економска нестабилност која што имавме во 2015 година. Ние тоа го гледаме на наш пример. Поради познатите настани имавме одложување на некои бизнис посети. Се надевам дека тоа нема да се случува. Се надевам дека по одржувањето на најавените избори ќе се вратиме во оној редовен колосек на работење и дека ќе успееме да го направиме оно што сите ние го посакуваме, односно да го зголемиме извозот и да нашите компании имат поголеми бенефити во оваа година. И да го освоиме рускиот пазар. Секако. Да, господине Бешлиев, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Благодарам и на вас. Овде завршува уште една емисија во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 7 јануари, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. За музиката задолжен е Иван Вечковиќ, музички директор. Ви посакувам среќен Божик, многу здравје и благосостојба за вас и вашите блиски. Имајте убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.